Zdravo dečki, kako što veti znači дека кога ќе мине канал 500 subscriberi дека ќе започнам нов серијал. Значи, еве решив да почнеме тоа да го реализираме. Значи, овој нов серијал ќе биде за Unity. Конкретно во ова прво видео, значи, најпрво ќе го даунлодираме и инсталираме Unity и ќе подесиме, значи, се што ни треба за работа со него. Значи, за верзија, значи, ќе одберам 2018.3.13, бидејќи на другата машина ја имам таа верзија и ајде, значи, да останеме да работиме со таа. Значи, еве го линкот, значи, овдека. На тој линк, значи, може да ги најдете со Unity верзии. Препорачувам, значи, да работите со Long Term Support Release. Значи, тоа е верзија, значи, која што ќе биде поддржувана подолго време, ќе биде стабилна, значи, докато работите по сериозен проект, пожелано, значи, да работите со некоја ваква верзија. Ако што реков, значи, ние ќе даунлодираме оваа верзија 2018.3.13, добро, и да ја даунлодираме. Добро, ни се симна инсталерот. Yes. И ајде да го инсталираме сега. Добро, accept, next. Од овдека, значи, Visual Studio 2017, да речем дека некој е тоа, Android Build Sport и iOS, да речеме дека нема да ни треба, нека остане и Visual Studio 2017. Добро. Добро, next. Колко пишуваше? 6,8 гигабайт. Добро. И ова најверојатно ќе потрае малку, така да валја ќе го паузирам тука видеото, па ќе продолжиме кога се тоа ќе заврши. Еве, дечки, инсталацијата заврши. И како што гледате овдека имаме икона од Unity 2018.3.13. Ево, стартуваме. Ќе барат вас да се најавите, мислам дека можеше некаде и Work Offline да се стисне, изгледа треба да изключам интернет за тоа. Ајде некој да... ајде, што е да стисне. Мислам дека ако изключите интернет, ќе ви се појави копче Work Offline и може да работите и офлайн. Unity Personal, бидејќи нема лиценца да платиме. Добро, ајде нека оди ова. Антонија, уште не пишеме Норд. Student, ајде нека оди ова. Добро. Добро. Android, iOS, Mac. Добро. Games. Мала анкета. Start using Unity. И ајде да направиме нов проект. Project. Нека стои 3D.
Unity, create. Далек съм на виртуална машина, се гони нещо. Document, select folder. Не знам защо се гони. New folder. Пробваме тук. Project practice. Make sure you are not using invalid characters. А няма invalid characters. Една цяла пробваме. Це Unity. Slash. Добре. Дека користам тоа виртуална машина Parallels, што е на Mac-от и доста често прави проблеми за вакви работи. Много крај вас најверојатно се ги сигурите. Да, се надевам дека нема да крашне. Добра. Живо е уште. Ще малко. Малко повеќе. Пак ќе речем, бидејќи сум на виртуална машина и оди вака спор. Може би видеото што следат, после ова прво, значи ќе ги снимам директно на Mac за се да оди малку побрзо. И вуала, еве сме во Unity. Проверам апдейти, не сакаме апдейт, окей, се е наред. Значи, ова е главниот интерфейс на Unity. Значи, овдека е хиерархијата на сцената, значи сите објекти што ги имаме, како што гледате имаме еден directional light, два објекти, со на едниот имаме directional light и една камера, значи тоа е што гледаме. Значи, кога ќе селектираме објект, во инспектор може да видиме се што, значи овдека може да му менуваме тие основни параметри, позиција, ротација, scale. И потоа ги имаме компонент. Значи, овдека со add компонент, значи може да додаваме разноразни готови компоненти или скрипти. А исто може, значи, и да го најдеме овдека нешто да го имаме во самиот проект и со drag and drop да го ставиме тука. Значи, ова ни е тука самиот проект. Значи, што имаме фолдерот на самиот проект ни ове asset folders и потоа имаме, значи, една сцена. Значи, може да имаме сцени повеќе. Значи, ова не е сцената што имаме. За прегледност ќе го направим овака. И ајде, например, да пробаме да додадеме некој објект во нашата сцена. Значи, ајде, ќе одиме во 3D и ќе додадеме еден куб, една коцка. И кој што гледате, значи, имаме во сцената сега една коцка. Со скролот на маусот може да зумираме, десен клик и со маусот се движиме низ сцената, а со middle клик, значи, исто така се движиме, значи имаме move, а десен клик ни е rotate. Добро, ајде да додадеме, значи, уште нешто. Да речеме 3D object и да речеме еден plane. Имаме plane. Добро, ајде да го зголемиме, да речеме 20 на 20 скел да го направим. Не 20, ова се беше 1 и по Z на 20. И како што гледам имаме еден поголем плейн. Ова не е коцката, значи овдека може да ги селектираме објектите, како што реков може да ја движиме. 0. Што друго, значи, како што гледаме, нашата коцка има mesh renderer и самиот mesh cube
и има еден бокс колайдер. Значи ова ни е за физиката. Значи исто така и плейнот има меш колайдер. Ајде да ја дигнеме малку погоре коцката и да промениме некој бој. Као што гледате, во самиот меш рендер овдека имаме овдека дел што се вика едно property што се вика материјал и 0.10 дефолт материјал. Ајде да направиме во asset фолдерот и во нашиот проект еден фолдер правим, ќе го крстиме materials и ќе додадеме, ќе креираме два нови материјали, да речеме. Ева го овдека десен клик, create и овдека како што гледам има материјал, да речеме lane материјал ќе го крстиме и сега да речеме само ќе му смениме некоја боја, да речеме нека биде ова црвена и потоа може да селектираме плейнот и со drag and drop, значи овдека да го ставиме тоа или можехме да го направиме тоа со drag and drop во сцената. Ајде да селектираме коцката, најпред да креираме материјал за истата, речеме материјал и да речеме cube материјал. Добро, и рековме материјалот може да го ставиме на самата коцка. Добро, и ова ќе направиме да речеме некоја зелена боја. И окей, како што гледаме, имаме зелена коцка во сцената. Докато ја селектираме камерата, ќе видиме дека каде таа гледа. Како што гледаме, моментално не ни се гледа нашата коцка, бидејќи камерата, како што гледаме, ни гледа во оваа позиција наваму. Може да ја придвижиме, да речеме, камерата напред, назад или како и да е. Ајде да придвижиме малку нагоре и како што гледаме сега коцката ни е во поглед. Ајде и да ја заротираме малку по X, каде отидохме? Пратиме 0, да речеме 30. Добро, и ќе подигнеме уште малку нагоре и имаме совршен поглед. Овдека ова не рековме, значи ова не е сценија, гледаме самата сцена, докато селектираме ова прозорец овдека, овде ние што ќе гледаме кога ќе стартуваме нашата апликација или игра. Како што гледаме, значи ова е тоа што го гледаме. Со притискање на play ќе ја стартуваме, значи нашата апликација. И што гледаме, ништо не се случува. Наједноставно што може да направиме на нашата коцка да додадеме нешто што се вика rigid body и со ова, значи, како што гледаме, имаме едно поле што се вика use gravity и ние ще клираме. Докато стартуваме нашата апликација, нашата коцка, што гледаме, ќе падне на земјата. Значи, со ова, значи, нашата коцка е афектирана од гравитацијата. И бидејќи на самиот плейн овдека, следиме сцената, имаме нешто што се вика колайдер, значи тоа возможува, значи сите објекти што се афектирани од физика да може да се удират, значи да прават некоја физичка интеракција. Докато ја изгасиме оваа компонента, значи може или да ја изгасиме, или на овој запченик од овде и имаме remove компонент, значи може да ја отстраниме. Докато ја стартуваме сега апликацијата, ќе видиме дека нашата коцка ќе пропадне низ самиот плейн, значи сега истата не е афектирана од физиката. Друго што може да направиме во овој тест проект, мислам дека е доволно. Мислам дека под дефолт дека не ни е наместено да може да билдеме за Android, не знам, на Windows, или Preferences, тука, External Tools, да видим дали е наместено, да. Овде како што гледаме не имам ништо подесено. Во наредното видео, значи, ќе се позанимаваме со ова и, значи, да видиме како може да пробаме да билдеме за Android. И дечки мислам за ова прво видео дека тоа би било тоа. Поздрав!